Мед годинава ќе нема ни за лек. Приносите во Штипско сезонава се помали до 50%, што беше причина за експресно покачување на цената на медот. Наместо 300 денари како досега, тегла мед во Штип се продава за 350. Те покачиме 50 динара, народот размислува одма и нема купување, нема потрошња толку колку што имаше, значи. Али народот ќе се навикне и затоа ако вака продолже времето, уште ќе се качува мед. Најавите на пчеларите може би се реални, но тие медот за граѓаните го прават се понедостапен. Па до 300 динари, добро, нагоре е висок. А па и народу нема пари. Требува луѓето ради здравје, иначе не го како обществена исхрана да биде тоа. Меѓутоа сега е премногу скап. За разлика од штипските, виничките пчели годинава биле повредни, па теглите таму се полни до врв, што значи дека цената за сега останува иста. За сега, значи, околу 300 денари иде на мало, значи, додека на големо од 240 до 250 нудат прекупците. Има побувачка, па и да не се потроши не е проблем, бидејќи тоа е траен производ, не се расипува. Причината за различните приноси во овие две општини се различните временски услови и начините на пчеларење. Имено во Штипско, дека годината не ветува ништо, се знаеше уште на почетокот. 3 месеца дош не е заврнало и од кај приноси ќе имат. Се е суво, се е само мачат и они маки поред нас и ние поред нив. Виничките пчелари пак спасот годинава го нашле во селидбениот начин на пчеларење. Зимото зимуваа во котлината тука во Виничката котлина, потоа ги носев на планината обозна. И на тој начин постигнувме околу 20 килограми во просек. Додека ако не се селат, бидејќи суша голема, приносите ќе бидат многу помали. Сепак, медот во источниот регион е еден од поевтините во државата. Во Струмица тегла мед се продава по 400, во Велес по 450, а во Гостивари Тетово и до 600 денари за килограм.